Слаба соработка меѓу домашните компании и странските инвеститори. Малите и средни фирми најчесто не можат да ги исполнат стандардите и барањата на големите и меѓународни производители. Бизнисмените бараат државата сериозно да вложи во поддршка на домашното производство и да помогне за зголемување на неговата конкурентност. Последната голема инвестиција која што ние сме имале во нашата компанија е некаде кон крајот на минатиот век, да речам, тоа се технологии кои што сега во овој период се веќе застарени. Темпото на развој се повеќе се забрзува и ние тоа го гледаме. И поради ова јазот кој што се појавува помеѓу малите и средните и големите мултинационални компании кои што прават огромни профити и можат да инвестираат во најсовремени технологии е се поголем. Странските инвеститори велат дека би сакале да ја зголемат соработката со домашните компании, но проблем се недостатокот на меѓународни сертификати за квалитет, како и задоволување на строгите барања. Почнеме една соработка. Секако има работи со кои што не можеме да правиме компромис, како што се одредени сертификации кои што се неопходни за самото производство. Исто така, нели, квалитет, навремена испорака, а и цена. На жалост Македонија нема национално признаена лабораторија која го признава жигот, што е обичен производ као палета, значи за сувост на дрвото. Имавме неколку интересни случаи на блокирани увози во Америка, чисто ради тоа што домашниот добавувач не ја сваќаше сериозноста на жигот, односно на таков тип на квалитет. За вице-премиерот Ангјушев, домашните компании кои ќе инвестираат во својот развој ќе може да добијат поврат на вложените средства и до 30%. Секоја компанија која што планира да направи пораст со својата опрема, таа може да конкурира, нели, да добие 30% поврат на инвестициите и тоа е пред се наменето за мали и средни предпријатија и таму не радува дека се потпишаа 97 договори, а има сега, значи, обезбедивме средства да се потпишат и сите други кои што аплицираа, ги исполнуваа условите. Само 10% од вкупните порачки на странските компании во земјава се кон домашни добавувачи. 2/3 од нив не можат да најдат машини и опрема на локално ниво.